Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Денес повторно на дневен ред на оваа комисија е изборот на уставни судии во Уставниот суд на Република Македонија и се отвори расправата по кандидатурата, односно поднесеното досие на почитуваниот професор Саво Климовски. Иако би сакала да ја запознаам македонската јавност за неговото доста големо CV, би рекла дека, за жал, ниту името, ниту биографијата, ниту кредибилитетот на овие кандидати кои што ние ги поднесовме како уставни судии се битни за пратениците колеги од владеачкото мнозинство, бидејќи видовме како тие гласаа досега и покрај тоа што имаше 6 кандидати и денес последен е професорот Саво Климовски и само тројца кандидати на власта, тие за двајца веќе си гласа, последен останува контраверзниот, морам да речам, обвинител Љубомир Јовески, кој што го чуваат за крај и на крајот и него да го изгласат. Видовме дека воопшто не е битно она што ние го зборуваме, советите кои што ги даваме, нашата волја конечно да напредне Уставниот суд, а ниту пак повиците од страна ниту на председателката на Уставниот суд, која што долго време зборуваше, а исто така и се залагаше за нов закон за Уставен суд. За жал, ние повторно продолжуваме упорно да бираме уставни судии за кои што знаеме дека нема да одлучуваат онака како што размислуваат, туку ќе одлучуваат врз база на определени политички инструкции кои што ќе ги добиваат и сето тоа за пратениците од страна на власта воопшто не е битно. Јас би сакала да ја запознаам македонската јавност и покрај тоа што знаеме каков ќе биде епилогот од оваа комисија, сакам да ја запознаам македонската јавност за сижето и за она кое што го има зад себе оставено професорот Саво Климовски. Тој е роден 74 година, е универзитетски професор, правник, основно и средно образование тој завршил во родниот град, дипломирал на Правниот факултет во Скопје, каде што и магистрирал во 74 година, а докторската теза ја одбранил на Правниот факултет во Љубљана на темата Самоуправните интересни заедници во далечната 78 година. Знаете, познато е во целиот свет дека уставните судии, впрочем, најчесто се луѓе кои што се со бела коса. Знаете зошто е тоа? Затоа што тоа покажува огромно искуство, огромен минат труд и огромно знаење кој што го имаат зад себе. Меѓутоа, видовме дека токму вакви луѓе кои што имаат познавање од правото не се интерес за владеачкото мнозинство и еден таков кандидат кој што навистина има свое мислење, изградени ставови и многу минат труд, воопшто не им е потребен во Уставниот суд. Тој работел најпрвин како асистент по предметот комунален систем и комунална политика во 71 година. Веројатно голем дел од нас, колеги, пратеници, воопшто не биле ни родени, кога овој кандидат за уставен судија веќе почнал да твори и да работи на Правниот факултет. Потоа станал и редовен професор по уставно право и политички систем во далечната 989 година. Тој бил избран за член на извршниот совет на СРМ, бил декан на Правниот факултет,
и тоа од 92 до 96 година, председател на Сенатот на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Понатаму учествувал во основање на политички партии, потоа бил избран и за пратеник, а и за председател на Собранието. Замислете, Уставниот суд е всушност суд кој што се занимава со утврдување, едно од основните негови работи е тоа што се занимава со утврдување на уставност и законитост на закони кои што се носат во овој законодавен дом. Кој подобро знае како функционира еден систем и како се носат закони од некој кој што бил председател на Собранието? Целиот овој минат труд може да се стави во корист на утврдување на уставност и законитост. Овој кандидат нема зад себе да може да каже дека од утре ќе може да ја смени својата политика, ниту пак некој може да му влијае заради тоа што нема тој ништо што да изгуби доколку правично расудува и одлучува во Уставниот суд. Тој е коавтор на средношколски и универзитетски учебници од областа на уставното уредување и политичкиот систем. Замислете, ако направиме една компарација со кандидатите кои што беа избрани од страна на владачкото мнозинство да седнат во Уставниот суд со овој кандидат за уставен судија. Ако ја направиме споредбата, повторно би рекла, не можат да се споредуваат овие луѓе, кандидати од страна на нашата пратеничка група, заедно со кандидатите кои што беа изгласани од страна на владачкото мнозинство, односно, познатата, веќе ја направивме и популарна, Татјана Васич Бозаџиева и контраверзниот државен јавен обвинител Љубомир Јовески. Обвинителот кој што остави ршум од своето работење во јавното обвинителство, треба наеднаш да седне во Уставниот суд како награда за сработеното или несработеното. Понатаму, кандидатот Саво Климовски во Собранието на Република Македонија бил и председател на Комисијата за уставни прашања и политички систем, Комисијата за европски и евроатлантски интеграции, председател на Советот на меѓунационални односи и така натаму, и така натаму. Сега, ако имаше некој заинтересиран пратеник од страна на владеачкото мнозинство да се јави за збор, веројатно ќе речеше дека и овој кандидат има одредено политичко милие или од некаде потекнува. Меѓутоа, би рекла дека овој кандидат нема црна дамка во својата биографија. Овој кандидат, како што минатиот пат ги читав сите биографии на претходни околу 60 уставни судии, идните генерации би можеле да бидат горди дека некој се качувал скала по скала и дека напредувал и на вистина награда за напредувањето во текот на животот ќе дојде да биде на крајот од својот живот, да биде уставен судија во Република Македонија. Непристрасно да одлучува и да се бори против неуставни закони кои што се носат под палката на владеачката власт од СДСМ и ДУИ. Да се укинуваат вакви закони, да се едноставно да може да има македонската јавност и македонскиот народ надеж дека некој ќе ги разгледа овие вакви закони и ќе ги укине. Исто и одлуки, исто и разноразни акти кои што ги носи и владата, вонредни состојби кои што се предлагаат за 6 месеци и така натаму, и така натаму, и така натаму. Ние имаме многу плодно поле на кое што треба уставните судии во иднина многу да работат. Меѓутоа, ако знаат да работат, ако не се уставни судии Татјана Васич Бозаџиева и контраверзниот државен јавен обвинител Љубомир Јовески, тогаш би можеле да имаме надеж. Меѓутоа, ајде да видиме како во минатото се избираат уставни судии, како во минатото се избираат
врховни судии, како во овој период се избираат членови на судскиот совет, а и, например, како одредени лица кои што во изминатиот период ние доста често ги зборувавме, председатели на судскиот совет на Република Македонија, и затоа би рекла дека на вам не ви се битни ниту имињата, ниту биографиите, ниту минатиот труд на кандидатите за кои што ние зборуваме секојдневно, туку битно ви е тие да бидат корумпирани, подмитливи, да бидат неправични. Практично целиот судски систем за жал не почива врз стручност и компетентност, и затоа и воопшто не очекуваме дека вие ќе го смените вашиот став и дека денес ќе го изберете за уставен судија почитуваниот Саво Климовски. Предлагањето на уставните судии кои што вие не ги ни браневте, морам да потенцирам, затоа што се срамите од нивните бедни биографии, за вас едноставно е една одлука која што морате да ја изгласате. Затоа и нема интерес од страна на пратениците да дебатираат, затоа е во заблуда подпредседателот на СДСМ кој што изјавуваше дека тука на оваа комисија ние треба да дебатираме, да ги изложиме нашите ставови, да кажеме кои се според нас подобрите кандидати и подобриот да победи. Видовме дека во изминатите денови само ние дебатираме, само ние зборуваме, ниту еден од пратениците на власта не се јавил до денес за збор, ниту да ги брани своите кандидати зад кои што подпредседателот на СДСМ вели дека стоите зад нив. Дали стоите, јас не знам. Меѓутоа, она што можам да го видам од дело е дека не ги браните. Тоа значи дека немате ниту факти, ниту аргументи, а во исто време, еве, нема ниту еден пријавен за збор, ниту за реплика, да каже зошто Саво Климовски не е добар кандидат за да биде уставен судија. Во изминатиот период видовме како, например, 4 месеци и подолг период траеше изборот на обвинители во обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Ги видовме и таму кандидатите кои што беа. Кандидати кои што цело време во колуарите, по медиумите, во порталите се пишуваат скандали за нив. Понатаму видовме како наеднаш од судски соработник Павлина Црвенковска стана председателка на судскиот совет. Видовме дека нејзиниот сопруг беше инволвиран и во одреден криминал со Евростандард банка. Меѓутоа, кој досега, кој до денес воопшто пристапи за да утврди дали нешто од овие основани сомнежи на македонската јавност е вистина. И затоа немојте да зборувате дека вие се грижите за судството и сакате да имаме некаков напредок. Заради тоа што луѓето кои што се лицето, сликата и приликата на судството се вакви. Се вакви. Кацарска, која што ние долг период кажувавме дека не може воопшто да биде уставен судија, вие ја ставивте да биде председател на Уставниот суд. Ние видовме дека таа е пристрасна. Ние видовме и целата македонска јавност дека таа го прекрши Уставот и основните човекови права. И како сега наеднаш еден судија кој што го прекршил Уставот ќе биде уставен судија, покажавте вие на дело. Дека вам воопшто не ви е битно тоа што овие лица се извалкани и овие лица имаат негативни карактеристики и кои што ќе го само повлечат назад целиот судски систем, туку вас ви беше битно да ги наградите. И тоа е вашата цел. И затоа уште еднаш ќе кажам, и Татјана Васич Бозаджиева, и Љубомир Јовески, за кој што се уште не сме отвориле расправата, исто како Кацарска, ќе бидат наградени
во Уставниот суд. Зошто? Заради тоа што 9 години е долг период. И заради тоа што 9 години никој нема да смее да ги пипне, да им отвори истрага, да го истражи нивното работење, кој што знаеме дека е полно со криминали, знаеме дека еве и на самата Кацарска дури беше за својата одлука беше и како пример дека еве како не треба да се носат одлуки и нејзината противуставна одлука стана интерес на еден од најврвните универзитети во светот, како Универзитетот Колумбија од САД, кој што пишува дека Добрила Кацарска како судија го прекршила Уставот и Европската конвенција за човекови права, но не, вам не ви беше битно тоа. Вам ви беше битно Кацарска да ја наградите со местото за седење, столчето во Уставниот суд, исто како што ги наградувате и Татјана Васич Бозаџиева и Љубомир Јовески. И затоа воопшто не ви се битни кандидатурите и не ви се битни CV-ата ниту на Саво Климовски, за кој што еве денес јас образложив за каков габарит станува збор, со најкратки зборови, со најмалку што можам да кажам. Понатаму ги образлагавме Родна Живковска како универзитетски професор. Имавме исто така обвинител од Штип. Имавме многу добри кандидати за кои што, ако ништо друго, вие бевте должни да ги прочитате нивните CV-ја и да се изјасните во врска со нив. Ама, бидејќи по палка диригентска од страна на Бихачка одлучувате, јас би рекла дека ова и беше неочекувано за вас. Исто така би рекла дека во изминатиот период видовме бројни скандали во судството, кои што ќе остават белег и затоа рейтингот на судството, довербата на македонскиот народ во судството од мизерни 8%, сега верувам дека денес е 0%. Токму поради вашите неискажани ставови, меѓутоа на дело изгласани одлуки, изгласани уставни судии по примерот на Кацарска. Колеги, пратеници од владеачкото мнозинство, ви благодарам на вас тројцата што сте денес овде, меѓутоа еве ви шанса за дебата. Еве ви шанса да го испочитувате вашиот подпредседател кој што вели дека фактите и аргументите за избор на уставни судии треба да се изложат на оваа комисија. Треба овде да ги изложиме фактите и аргументите и да ги изгласаме најдобрите. Меѓутоа, вие мудро молчите и немате намера да проговорите еден збор зошто Саво Климовски не може да биде избран за уставен судија. И не можевте да кажете, исто како што не можевте да кажете, зошто Татјана Васич Бозаџиева ќе биде наградена и веќе е наградена од вас со вашиот глас да биде уставен судија. Ќе го отвориме и Љубомир Јовески. Ајде да видиме што имате вие за него да кажете. Дали имате нешто да го пофалите? Дали судството во Македонија во изминатите години, додека тој е државен јавен обвинител, се подобрило? Дали неговите одлуки за обвинителни акти се непристрасни? Дали ги покажа писмата на Катица Јанева, со кој што велеше дека ете таа дала наредба истите да се префрлат? Дали ја суспендираше на ист начин како што ја суспендираше Вилма Русковска? Или не, затоа не доби наредба од страна на Бихачка и затоа не го направи тоа. А сега експресно денес и она која што беше слуга на власта, која што не послушала во одреден момент, ќе одговара. Очекувам деновиве истата да биде и разрешена. Зошто? Заради тоа што некој од Бихачка го завртел црвениот телефон и рекол дека и ако оној кој што беше слуга на власта еднаш се огреши и отвори предмет некаков,
за некој од министрите во владата, наеднаш ќе одговара. Но не, вие ништо не одговарате за овие скандали. Вие не одговарате зошто овој Љубомир Јовески, кој што, повторно ќе речам, со диригентска палка е управуван од страна на Бихачка, ќе го наградите да биде уставен судија. Па имаше прислушкувања во обвинителството. И тој никогаш не рече до каде е истрагата, дали има некаков епилог таа истрага. Дали некој утврди кој го вршел тоа прислушкување, кои обвинители се уценувани понатаму и заплашувани со ваквите прислушкувани материјали. Или повторно некој жолто комбе го правеше тоа. Колеги, пратеници од власта, оние кои што денес не удостоивте со вашето присуство, навистина сум разочарана заради тоа што очекував дека кај некој од вас се уште останала доблеста барем да чита CV-ја и ако ништо друго да го каже својот став и зошто ќе гласа за одреден уставен судија. За жал, ниту ветуваниот нов закон за уставни судии, за уставен суд се извинувам, до денес не видовме дека го поднесовте. Кацарска од моментот кога стана председател на Уставниот суд, секој ден излегува на нешто актуелна по портали, медиуми, избори дека таа ќе поднесе нов закон за уставен суд, но видовме дека до денес тоа не го направила. И ако ништо друго, требаше досега на Комисијата или за политички систем да пристигне еден таков предлог на закон и да можат и колегите од власта и од опозицијата конечно да стават крај на ваквите политичко мотивирани местења во Уставниот суд за уставни судии. Се додека немаме еден таков нов закон за уставен суд, ќе велиме дека кандидатите таму не заслужуваат да бидат уставни судии и во исто време ќе се срамиме, како што се срамите вие од кандидатурите на луѓето кои што ги наградувате да бидат уставни судии. И затоа македонската јавност повеќе ништо не ја интересира. Затоа младите од Република Македонија си заминаа. Затоа училниците на нашите деца секое полугодие се попразни и попразни, затоа што немаат доверба во институциите. Немаат доверба во судството. А Уставниот суд, замислете, оној над кој што нема никој никаква контрола, нема никаков надзор. Извештаи не стигаат од Уставниот суд во собранието на Република Македонија. Ниту знаеме со што се занимава Уставниот суд во моментот. Ниту знаеме оние 5 кои што останали уште некое време ќе се намалат на 4, што одлучуваат секојдневно. Не знаеме. Немаме увид. Ако некој има посебен интерес, треба да ја отвори страната или да ја слуша Кацарска што збори. Како ќе предложила нов закон за уставен суд. Меѓутоа, од вашите ветувања до реализација, еве 5 години сте на власт, видовме дека нема ништо. Нема ништо ниту од ветингот, нема ништо ниту од реформите во правосудството. Нема ништо од правдата и нема правда, нема мир, се уште важи. Се уште важи она нема правда, нема мир. Меѓутоа, видовме дека немате ниту намера да се поправите, немате ниту намера да излезете од вашата матрица, па и вие како пратеници, кои што се гласани од граѓаните на Република Македонија, и да донесете самостојно одредена одлука и да речете не, јас нема да дозволам да се гласа за било кој кандидат, јас немам ништо врска со оние кои што нешто немам никаква врска со оние кои што треба да се наградат и не сакам да наградувам некој за кој што знам дека направил криминал. Затоа, колеги пратеници, имате уште малку време да се освестите и да се разбудите, затоа што многу брзо ќе дојдат повторно избори, а вие ќе треба да се појавите во вашите места, во вашите родни места и ќе треба повторно да се кандидирате за некаква политичка функција.
Со кој образ од вас зависи. Ви благодарам.